Стоматолошката комора на Македонија ги отфрла наводите на министерот за здравство Азир Алију дека постоеле финансиски малверзации и сериозни злоупотреби во работењето. Со обемна документација председателот на ова тело доктор Денковски ги негираше обвинувањата, образложувајќи дека чисто и честно функционирала комората изминатите години. Решавањето за одземање на ингеренциите на стоматолошката комора за издавање лиценци пристигнало денеска, а според нив министерот донел погрешна одлука. За наводите дека на комората и се дадени насоки од министерот, а таа не постапила, ве информираме дека нема вистина во тоа и не е точно дека комората не постапила. Комората веќе во тек на април постапи согласно насоките на министерот за здравство по сите точки кои беа наведени сега на пресуд. По добивањето од нивното известување од министерот, за што има и документи и писмени докази. Денковски имал интензивна комуникација со министерот за здравство изминатата недела и вели дека доколку се утврдат било какви неправилности, комората ќе ги вложи сите напори да се исправат, но сепак уверува дека такво нешто нема. Дека во меѓувреме, во наведениот период, за работење на комората се направени низа, неколку надзори и контроли од страна на Министерство за здравство, Државен здравствен и санитарен инспекторат, Управата за јавни приходи, разни државни инспекторати и агенции и слично. И согласно записниците од направените надзори и контроли кои ги поседува комората и кои се тука, ќе ви се поделат после, во ниту еден сегмент на работење на комората, па ниту во делот на јавните овластувања кои се доделени во закон, нема неправилности. Сите документи кои се во рацете на министерот Алију ќе бидат предадени на обвинителството, а финансиската полиција веќе ја чешла стоматолошката комора. Од Министерството за здравство обелодение дека надзорот на документите на комората покажале сериозни пропусти, односно едукации преку нерегистрирани здруженија и сертификати кои неправилно се користеле за продолжување на лиценците. Одлуката на министерот Алију да се одземат овластувањата на стоматолошката комора ја поздравија од Сдруженијето на приватни здравствени стоматолошки установи и приватни доктори по дентална медицина и пишуваат дека имаат поддршка од факултетите и други здруженија.